Додека сировините во регионот и во Европа поевтинуваат, основните артикли во Македонија поскапуваат. Или производителите, или трговците, или и едните и другите дополнително заработуваат на грбот на граѓаните, зашто ова нема никаква логика. Иако пазарот очигледно не функционира како што би требало, од антимонополската комисија велат дека не можеле ништо да направат, бидејќи немало индиции за тајно договарање цени меѓу маркетите. Постојат голем број на синџири на маркети кои се во меѓусебна конкуренција и од кои ниту еден нема пазарен удел поголем од 40%. Отаму велат дека нема докази за картелско здружување на трговците, односно заедничко договарање. Вице-премиерот Фатмир Бетики пак вели дека ќе видел како ќе се движат цените деновиве, и ако имало потреба од понеделник лично тој ќе поднел представка до антимонополската комисија. Сега сакаме да видиме дали има исти индиции за договорено зголемување на цена. Ако се случи само во одреден маркет, може да се случи заради X причини, затоа што може да биде местото на добавачите или кај што го взимаат да имат повисоки цени, но ако се случи кај сите истовремено за ист производ, тогаш може да има индиции за договорено зголемување на цените. Комисијата би требало да добие повеќе надлежности откако ќе биде усвоен законот за нефер трговски практики, кој веќе го мина првиот филтер во собранието. Со ова решение, околу 2500 производи, најголем дел земјоделски и прехранбени, ќе бидат под посебен режим и антимонополската комисија ќе има ингеренции да го проверува начинот на кој се утврдуваат цените. Во меѓувреме храната и основните артикли веројатно ќе продолжат да поскапуваат, зашто откако беше укината мерката гарантирана цена, веќе пораснаа за 10%. Од Сојузот на синдикати како во минатото, така и сега повикуваат да се врати оваа мерка, за да се заштити стандардот на граѓаните. Со донесената одлука за укинување на мерката на замрзнатите цени, куповната моќ на граѓаните нема да се зголеми, напротив ќе се намали, како што беше и примери во минатото кога трговците алчно профитираа од народот со своеволно енормно зголемување на цените. Од синдикатот потсетуваат и дека никогаш не се консултирани од власта, кога станува збор за спроведување мерки кои се однесуваат на куповната моќ и стандардот на граѓаните. Инаку минималната потрошувачка кошничка која ја пресмета ССМ за јануари изнесуваше над 57.000 денари и за една година поскапела за дури 6.300 денари или нешто над 100 евра. За да се задоволат основните потреби на едно 4-члено семејство се потребни речиси 3 минимални плати.